До 13 септември ќе се знаат сите кандидати за градоначалници за локалните избори, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски од Штип. Во изјавата за медиумите тој истакна дека тој со својата партија ќе одржи состаноци во рамките на своите структури, вклучувајќи извршниот комитет за да се утврдат конечните кандидати за градоначалници и советници. Мицкоски потврди дека ќе бидат објавени имињата на кандидатите во општините, каде досега не се знае кој ќе ја бара довербата на граѓаните. Ќе имаме состанок во рамките на партијата, ќе имаме состанок и на извршниот комитет на партијата на почеток на септември, до тогаш очекувам сите параметри да бидат познати и бидејќи крајниот рок е 13 септември, мислам, значи во тие први недела дена, ајде да речеме од септември да биде се познат. Не само за овој дел од Македонија, туку зборам генерално оние кои што недостасуваат имиња за општини да бидат објавени. Да се надополнам само на прашањето, дали веќе договоривте со владиниот партнер, знам за кандидат за градоначалник за центар? Па многу близко сме до договор за поддршка на кандидатите на знам во Куманово и во центар, многу близко сме до договор. Не би можел да кажам дека имаме конечен, но многу близко сме до договор. Во таа насока мерим уште неколку општини да видиме дали во тие општини кандидатот од ЗНАМ или кандидатите од ВМРО ДПМН имаат подобри перформанси кај граѓаните, уште 2-3 општини се отприлика во фокусот на тие разговори и убеден сум дека на крај ќе постигнеме договор за заедничка поддршка на кандидатите за градоначалници, што се однесува до советничките листи, секој ќе си коалицијата што ќе ја предводи ВМРО ќе си има своји листи, а политичката партија ЗНАМ ќе си има своји листи. Мицкоски нагласи дека иако договорот за поддршка на кандидатите од ЗНАМ е близу, сепак за советничките листи секоја партија ќе ги задржи своите, при што ВМРО ДПМН ќе ја води својата листа, додека ЗНАМ ќе има своја посебна листа. Па многу близко сме до договор за поддршка на кандидатите на ЗНАМ во Куманово и во центар, многу близко сме до договор. Не би можел да кажам дека имаме конечен, но многу близко сме до договор. Во таа насока мерим уште неколку општини да видиме дали во тие општини кандидатот од ЗНАМ или кандидатите од ВМРО ДПМН имаат подобри перформанси кај граѓаните, уште 2-3 општини се отприлика во фокусот на тие разговори и убеден сум дека на крај ќе постигнеме договор за заедничка поддршка на кандидатите за градоначалници, што се однесува до советничките листи, секој ќе си коалицијата што ќе ја предводи ВМРО ќе си има своји листи. Инаку локалните избори во државата ќе се спроведат на 19 октомври за прв круг, додека вториот круг ќе биде на 2 ноември.